го формирам оркестарот 2019 година, 2020 веднаш почна пандемија. Се што планиравме не можевме да оствариме. Сега се надевам дека ќе додат подобри времења, стварно да се исполниме програмата како што треба и да добиеме стварно квалитет, а не квантитет, а мислам дека Центар за култура и град Куманово тоа го заслужува. Центар за култура на почетокот стварно имал многу матични форми. Што е матична форма? Значи матична форма е кога сите членови таму и вработени не се водат по лукративни цели и сите живеат, творат за дружбата таму, за љубовта кон уметноста и за својот град. Тоа со времето, со капитализмот се промени, меѓутоа мислам дека со младински оркестар како матична форма се на добар пат да го вратиме тоа во музичко-сценска дејност и во сите други дејности, да доаѓаат деца од сите возрасти и да творат без разлика на финансиски надомес или слично. 2020 ни помина во пандемија, меѓутоа благодарејќи на ТВ Плюс и на многу други општински и државни установи и институции одржавме многу концерти, што во Балицитски час, што во кога бевме у локдаун, што на телевизија, што во живо. И добро е тоа што успеавме еве заедно со поддршка од директорот, кога веќе луѓето не можеа да дојдат во Центар за култура, ја изнесовме културата надвор на плато на плоштад Маршал Тито и сите концерти и младински оркестар и другите гости значи сите концерти ги остваривме токму на платото пред сите. 2021 имавме покана да учествуваме на меѓународен фестивал со надпреварувачки карактер Сергеј Михайлов во Штип, кој што организира истоименото училиште, музичко училиште, државен центар и Сдруженијето Уметност за сите, чиј председател е наш сограѓанин Филип Стевановски. Филип, благодарам. Таму кога тргнавме директор на испрати со зборовите и земете барем трето место, немојте да се вратите без награда. Ние рековме ние одиме по прво место и стварно освоивме специјална награда 100 поени, а потоа на ревијалната вечер кај што се боревме за Гран При, ова екипа овде, овој секстет, освои Гран При во Штип.